Почитувани ученици, драги дечиња, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малокоњари од општина Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе се запознаеме што можам со нозете, што можам со рацете. На следните три слики можеме да забележиме најразлични вежби кои што можеме да ги направиме со рачиња. На сликата број 1, основна цел на вежбата ни е да ги зајакнеме мускулите на рацете и рамената. Како се изведува вежбата? Во парови се застанува еден наспроти друг и се држат за рацете. Во одрачување ги подигаат рацете нагоре и се подигаат на прсти и потоа исто така се враќаат во почетната положба. Тоа може да го направат 8 до 10 повторувања. На сликата број 2, основна цел на вежбата ни е јакнење на мускулите на рацете и рамената. Како се изведува вежбата? Во парови, еден наспроти друг, со споени дланки, собиране и исправање на рацете, каде се дава мал отпор од страна на едниот или другиот ученик. На сликата број 3, основна цел на вежбата ни е јакнење на страничните мускули на телото. Во парови, еден наспроти друг, се држат за дланките и наизменично се наведнуваат во страна еднаш во лево и обратно во десно. Исто така, таа вежба може да се изведе 8 до 10 повторувања. На следните три слики објаснети се како се изведуваат вежбите. На првата слика имаме основна цел јакнење на мускулите на нозете. Во парови, еден наспроти друг се држат за рацете и наизменично работат чучнувања. Едниот па другиот. Исто тоа така може да се прави 8 до 10 повторувања. На втората слика, основната цел е јакнење на мускулите на целото тело и развивање на рамнотежата. Во парови, еден наспроти друг се држат за рацете како да се поздравуваат и се обидуваат едниот или другиот да го исфрлат од рамнотежа. Слика број 3, јакнење на нозете и стегнување на мускулите на рацете. Едниот трча напред, додека другиот го држи за рацете и го успорува со пружање на мал отпор. Исто така, на следните три слики можеме да забележиме уште три вежбички кои што можеме да ги изведеме со нашето братче, сестриче или нашиот другар. На сликата број 1, основна цел е јакнење на мускулите на целото тело. Во парови, еден наспроти друг се допираат со дланките и се ослонуваат еден кон друг. На слика број 2, јакнењето и стегнувањето на мускулите на рацете и рамениот појас и грбот. Описот на вежбата е во парови се ослонети со рацете еден кон друг и истовремено се наведнуваат до преклон. Слика број 3, јакнење на мускулите на нозете и развивање на рамнотежа. Во парови, еден наспроти друг застануваат, со дланките се држат, подскокнуваат, плескаат со рацете и се обидуваат едниот или другиот да го исфрлат од рамнотежа. Сите овие вежбички можеме да ги правиме 8 до 10 повторувања во зависност од нашите можности. На следниот слайд можеме да забележиме исто така три нови вежбички кои што се изведуваат истовремено и со нозете и рацете. Основна цел на вежбата на слика број 1 е јакнење на мускулите на рацете и рамениот појас. Едниот е поставен во позиција на склеп, а другиот му ги држи нозете во висина на колковите. Ученикот се движи во различни правци. На сликата број 2, тука имаме основна цел јакнење на стомашните мускули. Двајцата ученици лежат на грб, се држат со испружени раце и истовремено ги подигнуваат нозите и се допираат со стапалата. На слика број 3, јакнење на грбните мускули, рацете и рамениот појас. Едниот лежи на стомакот, додека другиот му ги држи нозете и ја изведува вежбата подигање на трупот нагоре и испружени раце. Потоа, тоа го работи другиот ученик. Исто така, овие вежбички можеме да ги направиме 8 до 10 повторувања во зависност од нашите можности. На следната слика, број 1, имаме за цел јакнење на грбните мускули, двајцата лежат на стомакот и се држат за рацете и истовремено ги подигнуваат нозете горе и долу. На слика број 2,
Основната цел не е јакнењето на стомачните мускули, едниот лежи на грбот, додека другиот му ги држи нозете и ја изведува вежбата со подигнување на горе, каде рацете му се прекрстени напред пред телото, потоа тоа го работи другиот ученик. 8 до 10 повторувања. Јакнење на мускулите на рацете и нозете на рамениот појас ни е представено како цел на слика број 3. Описот на вежбата е следниот: едниот лежи на грбот, додека другиот му ги држи нозете и ја изведува вежбата возење на точак со мал отпор. Потоа истото тоа го работи другиот ученик. Почитувани ученици, драги дечиња, ви благодарам на вниманието и се гледаме на наредниот час. Довидување.